Драган Тилев, ќе почнам со вашиот коментар на Facebook, што се однесува до извештајот на Европската комисија за Македонија. Ја коментирате и целата состојба во Македонија, во државата, политичките елити како се однесуваат. Цитирам. Значи, кога говорите за геостратешките цели и геополитичките движења, делите дека е опасна таа кусогледост. И сега моето прашање е на што точно мислите кога говорите за геостратешки цели и геополитички движења? Да. Мислам, ако го читате Facebook статусот, тој беше еден импулсивна реакција, би рекол, на сето тоа што се слушаше по телевизии и други подкасти, коментари околу извештајот, и овие извештаи ги пратам уште таму негде после процесот за стабилизација и асоциација, тоа значи повеќе од 2 децении. Има различна форма, а ефектот е, речиси, секогаш ист, траат многу кратко, многу се бучни и често пати се недоволно разбрани, бидејќи односот кон нив е не само како еден документ од, во случајот, 100 страници и нешто повеќе од 100 страници, и тоа само да забележам дека 100 страници се само за нашата земја. Меѓутоа има уште еден документ кој е проширувањето и иднината на проширувањето со заклучоците кои што се предлагаат за сите држави од регионот и за Македонија, кои што ќе бидат разгледувани во пакет на декемврискиот состанок, последен состанок на General Affairs Council, на Советот на ЕУ за општи работи и на Европскиот совет. Меѓутоа, она што нас се разбира не интересира каде сме ние, односно каде ние се движиме и дали се движиме во вистинска насока или дали се движиме со вистинска или со добра брзина. Факт е дека овој извештај има доза на критика, доколку се гледа од политички аспект. Секој извештај секогаш има 2 нивоа, едно е политичко ниво, другото е техничко, односно експертско ниво. Техничкото и експертското ниво лесно се чита, бидејќи за нас веќе тоа разбирлив јазик кој го употребува Европската комисија, си има своји градации во однос на тоа каде сте напреднале, каде не сте напреднале во изминатите 12 месеци. Се мери периодот септември со септември, септември минатата година со септември оваа година, и какво е вкупната усогласеност на нашето европско законодавство кумулирано во текот на сите години наназад. Тоа е, значи, тој техничкиот дел кој велам лесно се чита, точно се знае каде сте постигнале напредок, што треба да се направи, и комисијата во тој дел е многу прецизна, бидејќи ако го погледнете по-детално извештајот, првите некои 15 на 20 страни се всушност краткорочни приоритети врз основа на техничките наоди, краткорочни приоритети за сите 6 кластери, за сите поглавја, за сите области кои ги покрива самиот извештај. Вкупно такви приоритети краткорочни, значи за наредните 12 месеци има околу 198-99 негдека вкупно, и тоа е патоказот по кој треба да се движат реформите во наредниот период. Оној другиот дел, политичкиот, е практично политичка порака од страна на Европската комисија во случајов, за сега, бидејќи тоа е документ на Европската комисија, но велам, ќе биде ставен и е ставен на дневен ред на Советот на ЕУ за општи работи во декември. 19 декември е последниот Европски совет кога ќе се разгледуваат политичките заклучоци, политичките, би рекол, пораки, кои што за нас не се добри, односно констатираат дека нема напредок во политички поглед во процесот, го адресираат прашањето на уставните измени и застојот во движењето во најинтегративниот процес и на реформите во целина, поради тој застој, односно поради уставните измени, бидејќи тие се поврзани со отварањето на првиот кластер, односно кластерот фундаменти, односно темели, со кое отварање
би се продлабочиле, забрзале значително реформите во државата. Тоа е тој геополитички, значи овој политичкиот моментот од извештај, од пакетот за проширување или унификација, сега веќе новиот термин на Европската комисија, е во суштина мојот коментар дека треба да се, јас само фигуративно се изразувам, да се стават подобри наочари за да се види каде се движи регионот, за да може и ние да се придружиме кон тие геополитички придвижувања кои што се многу значајни, многу тешки, меѓутоа доколку се промашат во вистински момент, вистинските одлуки, многу тешко се фаќа по тоа приклучок, затоа што другите ќе се одвојат и другите ќе заминат во тој процес многу пред нас и потоа ќе треба ние дополнително да правиме многу поголеми напори за да го постигнеме нивото кое што претходно сме го имали. Мицков ќе не ја лаже македонската и светската јавност, исто тоа ни Европската унија, вели дека нема намера да започне преговори од овие услови со бугарски диктат. Бара гаранции дека нема понатаму да има вета, уставните измени постојано вели дека ќе може да бидат изгласани, но откако ќе бидеме примени во Европската унија и не одстапува од овие ставови. Сега потоа ќе говорам и за реформите за кои исто така нема никаков напредок, ниту пак се гледа интерес, амбиција, желба да се започне со реформи и тука ќе го цитирам и премиерот, владата и Силјановска. Но прво околу барањето на Мицковски за гаранции кои Европската унија вели, политичарите, високите функционери велат дека не може да се добијат гаранции, но тој не одстапува. Многу често се користи зборот гаранции во различна конотација, во различна смисла, бидејќи и јас сум пишувал, сум говорел, сум настапувал со тези, сум разговарал со многу странски представници, таква ми беше работата. Дел од работата ми беше да ги објаснувам позициите, односно ситуацијата во која што сме ставени после подпишувањето на овој несреќен протокол 2 и сето она што следеше после протоколот 2 и сосема се согласувам дека одредени гаранции, меѓутоа пак повторувам, различно се читаат, различно се перцепираат и различно може да се дефинираат гаранциите, но сепак одредени гаранции за да може да се отстранат стравовите кои ги имаме и кои се оправдани. Оние кои го разбираат процесот, кои ги читаат документите многу потемелно и подлабоко, сосем им е јасно дека скриени стравови и скриени замки внатре има, но тоа е политика. Ке морате да најдете начин да тие стравови не го попречуваат на тамошниот пат на земјата кон членството во Европската унија, која што сите се согласуваме. Тука не гледам дека некој од било која страна, особено не владата, премиерот или тие кои управуваат со државата во моментот, се е против. Сите велат дека Европската унија е нашата дестинација, дека европската интеграција е приоритет, стратешки. Јас сум на онаа страна кои што сметаат и се убедени дека таквите гаранции во дадената ситуација, не можеме тркалото на историјата да го вратиме назад, не можеме времето да го вратиме назад, грешки се направени, се акумулирани, се наталожени, тоа не е само во последниве, 2 години, во многу повеќе наназад, но тоа е реалноста и сега во таа реалност треба, велам, од оние сум кои што тврдат дека може, треба и мора на крајот да се дефинираат гаранциите. Не е доволно да кажете гаранции, бараме гаранции, мора тие гаранции на највисоко политичко ниво, помеѓу сите политички чинители во државата да се седне, да се дискутира, да се дефинира какви се тие гаранции кои што ќе ги задоволат нашите стравови или ќе ги пресретнат или отстранат нашите стравови, за да можеме понатаму да продолжиме со процесот така како што е дефиниран. Често пати знам да им објаснувам и се обидувам да им објаснувам на
факторите од Европската комисија и на представниците на земјите членки на Европската унија, дека не е само промената на уставот во прашање, бидејќи сите доаѓаат и тргнуваат со реченицата променете го уставот. До каде сте со промената на уставот? Тоа е една димензија на проблемот. Таа мора да биде поврзана со одредени гаранции кои што ние треба да ги дефинираме и на соодветно највисоко политичко ниво да се усогласат и да се презентира и пред Брисел и пред земјите членки, оние од кои што се бара разбирање за нашите позиции, а потоа заеднички се настапува во соодветна форма, дипломатска форма, и се презентира политичката позиција. Помина една година и пол и се уште не сме виделе никаков документ, никакво соопштение на владата да излезе премиерот Мицковски пред граѓаните и да соопшти дека е даден некаков пишан документ во кој сте метнати тие гаранции кои се бараат од Европската унија за да нема никаква блокада, вето од страна на Бугарија. Гледате ли воопшто желба за почеток на преговори со вакви можни чекори од страна на власта? Желбата за почеток на преговори никогаш не беше ставена под знак прашање, таа е секогаш присутна, секогаш Не говориме на тема но се извинувам, но тоа не е демагогија, бидејќи кога ќе излезете во јавност и кога ќе го соопштите своето мислење, мислењето на владата или мислењето на државата на крајот на краиштето. Говориме за дел. Дали нешто За да го заокружам ова што почнав да го говорам, имав две димензии, едното беше дилема, другото дали нешто се работи. Сега дилемата за мене не постои, бидејќи е евидентно дека тоа е целта и дека сите сакаат да се случи. Гледаме што се случува во околината, на вистина е непријатно чувството кога гледате. Тоа не е непријатно. Станувате во позадина со непријатна горчина. Дали нешто се прави? Јас немам такви детали, не располагам со такви податоци. Евидентно е исто така дека има средби, има или меѓународни или билатерални, можеби некои се јавни, односно тие што се јавни знаеме, можеби некои не се јавни. Ајде малку прецизно. Судството во извештајот се вели дека нема напредок, Мицковски и се бара зголемување на буџетот каде што човечките, материјалните ресурси ќе бидат подобрени. Мицковски вели дека нема намера да го зголемува буџетот заради тоа што тоа значи дека ќе се зголемат платите на судиите. Претходно останувам некако недокажано тој делот за гаранциите, бидејќи јас велам дека немам натрешни информации, немам податоци такви, но од друга страна исто така сум пишувал, објавувал и сум давал одредени предлози, и тоа јавни предлози, која и можело да се движиме. Едно е да Бугарија се воздржи од унилатерално толкување на билатералниот договор, бидејќи билатералниот договор е билатерален договор, ако имаме одредени спорови, тоа се спорове помеѓу двете страни, на читањето на самиот договор, значи тоа е еден тип на не е тоа притисок кон Бугарија, туку едноставно Бугарија треба да се воздржи од едностраното толкување на билатералниот договор. Гледам во извештајот на Европската унија дека инсистираат за реформите исто така се говори и заради тоа сакам и ве прашав околу судството, барем тоа кажете како вашиот став. Мојот став е дека реформите во судството треба да продолжат таму каде што и како што се дефинирани од страна во стратегијата за реформа на правосудниот. Ама јас ви го цитирав премиерот Мицковски кој вели дека нема намера да зголеми буџетот заради тоа што парите ќе ги добијат студиите во нивните плати. Јас немам такви податоци дали е тоа доволно или не е доволно, има законски решенија кои што треба да се применуваат, доколку законските решенија не се соодветни, ќе треба да се направи промена на законските решенија. Почитувањето, владењето на право претпоставува и почитување на законските решенија такви какви што се во моментов, а се разбира постои процедура која што треба да се спроведе доколку законските решенија
има основ да се променат. Тоа е нормална процедура. Но кога говориме за реформите во правосудниот систем, и во рамките на планот за раст, и во рамките особено на реформската агенда, има низа на активности, посебно за промена на законски решенија, кои што се во тек. Некои од нив беа и на мислење во Венецијанската комисија, некои мислења мислам дека веќе се и добиени, треба да се работи на целиот пакет на закони кои што се поврзани со работата на правосудниот систем, на судскиот совет, на јавно-обвинителскиот совет, на принципите и начинот на унапредување, разрешување, образложение за разрешување и унапредување. Тоа се елементи кои што треба да се вклучат во самиот процес. Се разбира, тука се и законите за плати и на судиите, и на јавните обвинители, но и на јавно-обвинителските служби и на судските служби. Тоа е еден цел пакет. Има кусок на суди, Академијата за суди и јавни обвинители треба да ги забрза процедурите околу 9-та и 10-та генерација и завршувањето и заокружувањето на подготовката на идните суди и јавни обвинители. Тоа се активности кои што се во тек. Сега, ако извадите од контекст, ако извадите само еден од тие елементи, се разбира, можете да најдете причини да бидеме незадоволни, или судиите да бидат незадоволни, или јавните обвинители да бидат незадоволни, но сепак се работи за цел систем. Зборуваме нели за три нивоа на власт: извршна, законодавна и судска. Секоја од овие власти ќе мора да си ја заштити својата независност, така и судството ќе мора да се правосудниот систем, судството ќе треба да си ја заштити својата независност. Затоа во демократски општества постојат инструменти, постојат начини и мислам дека тоа се случува. Но, добро, судството ја заштитува својата независност и вели и самиот извештај говори, и судиите говорат за мешање на политиката во судството. Иве Мицковски неколку пати кажува дека треба да се смени јавниот обвинител Љупчо Котацки. Гледате ли во тоа мешање на политиката во судството? Правосудството. Јас секојаш сум спремен да разговарам за стручен дел, меѓутоа во неколку наврати и наназад, и сега некако се наведуваме на мои коментари на премиерот. Јас не сум политички чинител, не би коментирал изјави на премиерот, бидејќи не знам со кои се податоци располага премиерот, какви се тие и кои се причините за таквите изјави. Јас говорам за систем. Системот мора да воспостави одбрамбени механизми, тоа се checks and balances, одбрамбени механизми да се одбрани од политички влијанија. Дали такви политички влијанија има, јас не можам да тврдам, не можам да кажам. Системите како такви, ако зборуваме собранието, мора да си ја брани својата независност. Судскиот систем мора да си ја брани својата независност. Како што владата се обидува со победа на избори, дали се тоа национални или локални, седно, се обидува да спроведе одредена програма. Не заземам воопшто страна и немам намера, мене како граѓанин ме интересира да тие системи функционираат. Во принцип, гледате ли проблем кога некој премиер сака да го смени судскиот совет, да го смени јавниот обвинител? Не говориме за премиерот на Македонија? Мислам дека тоа може да биде политичка изјава, може да биде политичка намера, меѓутоа во принципи уставот и законските решенија и кај нас, мислам дека е така и во поголемиот дел од регионот, има одбрамбени механизми и не дозволува такви решенија унилатерално. Исто така има прилично критики и ниту еден чекор не е направен во Македонија околу администрацијата, иако има ветувања дека нема да има веќе партизација, дека дури имаше големи изјави дека
40% може би отпаднало од администрацијата, очигледно е дека тоа се само празни зборови. Јас не сум од оние кои што се за резки интервенции во администрацијата, можеби сум малку и субјективен за тоа што сум дел од администрацијата, односно бев дел од администрацијата целата моја професионална кариера. Не можете со нож да пресечете и да кажете 40%, 20 или 5% небитно, од утре нема да доаѓаат на работа, доколку немате претходно добро разработен план како да не ги дисторзирате функциите на државата од државно до локално најниско ниво. Ако имате таков план и ако сте сигурни дека се обезбедени сите услуги за граѓаните, во тој случај можете да размислувате за намалување на бројот. Инаку рационализацијата се прави на повеќе начини. Ние, ако следи оние што следат реформа на јавна администрација и функционирање на државните институции, ние имаме редовно, па и во судскиот и во извршниот дел од власта, ние редовно имаме ситуации кога, еве во самиот извештај кој ќе го погледнете, недостаток на кадар, нема доволно експерти, нема IT експерти, нема финансиски експерти, нема експерти во делот на евроинтеграција, нема експерти во на... Преботување има. Тоа е сосема легитимно прашање и тоа е прашање кое што мора, јас сум зборувал и сум пишувал за тоа, еднаш за секогаш мора да се пресече. Тука сум за пресекување со нож. Мора да се пресече вработувањето по партиска линија, мора да се пристапи кон merit-based системот по заслуги и во вработувањето и во унапредувањето. Мора оние кои што се определиле да бидат дел од администрацијата, државна, локална, сеедно, професионалци, професионализација на администрацијата. Професионалците мора да го добијат својот, мора да ја обезбедат својата улога во функционирањето на институциите, бидејќи можете да имате перфектна влада, како политички представници, може да имате многу добро собрание, меѓутоа ако немате администрација, не можете да напишете закон, не можете да напишете анализа, не можете да направите никаков исчекор во било кој дел од реформите, не само во делот на реформите на јавната администрација, било кој дел од реформите зависи од капацитетот, компетентноста, на способноста на администрацијата. Не можете да очекувате пристапни преговори на брза лента или брзи пристапни преговори ако немате експерти, не знам, во животна средина, во земјоделие, во транспорт, во енергетика или, не знам, во сите тие сектори кои што изискуваат огромен дел од европското законодавство да се транспонира во краток временски период. Кој ќе ги пишува законите? Тоа не може да го прават партиските и политичките представници, тоа не може да го прават политички именуваните или оние кои што се вработени на времена основа во институциите. Мора да бидат професионалци со континуитет во институциите кои што одлично ја познаваат материјата, онаа со која работат и кои што ќе можат да го прочитаат европското законодавство, кое што е пишувано во Брисел, не е во Скопје, да го разберат и да го имплементираат. Тоа не може да го прават партиски војници, тоа не може да го прават партиски експоненти, тоа може да го прават исклучиво професионални, компетентни службеници, државни службеници, локална власт, сеедно на било кое ниво. Ние имаме кусок во производство на проекти. Зрелоста на проектите кои што ги даваме, инфраструктурните проекти е на ниско ниво. Па во самиот извештај имате пишува, може би никој не го забележал, но си стои јасно и гласно напишано дека сме изгубиле, неповратно сме изгубиле 123-124 милиони евра. Тоа не е малку, тоа е сериозен износ на средства. Зошто се изгубени средствата? Поради некомпетентност на администрацијата, односно на неподготвени проекти или пак политички влијанија
кои што предизвикале да таквите средства се изгубат. Само да забележам, овие напомнати 122-3 милиона, мислам тука негдека тие се пишани во самиот извештај, јавен документ е тоа. Тие не се резултат на оваа влада. Само, туку се резултат кумулиран наназад години. Односот, можеби несериозен, кон тие средства доведе да тие средства се изгубат. Колку треба ние да собереме од даноци, колку треба дополнителни ангажмани на државата за да обезбеди 122-3 милиона, за да туку така ги изгубиме и тоа неповратно. Тоа не смее да ни се случи со реформската агенда, бидејќи ако тоа се случи, тогаш ќе делуваме несериозно. Ако ни се доделуваат средства и како грант, значи неповратни средства, а не ги искористиме, тоа значи имаме некој подлабок сериозен проблем кој што мораме да го решиме веднаш. Ви благодарам за овој разговор, Драган Телер. Благодарам и